По тригодишна пауза од новата ловна сезона која започнува на 1 октомври, подружница на Македонски шуми Осогово ќе организира комерцијален лов во отворениот дел од ловиштето Полаки. Тоа е врз основа на одлука на владата која ова атрактивно ловиште од концесионерско го трансформираше во државно. Се работи за ловни терени распространети на површина од 12.000 хектари, на кои бројната состојба на дивата свиње во последните години е мощно добра. Тоа е негде од браната градче, па се до Мртвица. Ловен терен на ловиште Полаки, поточно сега значи како собственици Македонски шуми. Цената на сезонската дозвола која трае од 1 октомври до 31 јануари, односно 4 месеци, изнесува 3000 денари, со тоа што групите ловци во деновите на лов ќе мора да поседуваат и дневни дозволи, заради евиденција кои се бесплатни, но задолжителни. Секоја недела и секој државен празник се ловни денови. Тоа се негде околу 20 и неколку дена сега, точно да не ги бројам. Сезонската дозвола ќе изнесува 3000 денари. Дневната дозвола нема да се наплатува, меѓутоа мора да се поседува. Значи, сакам да потенцирам и до сите ловци, значи секој што ќе има уплатено сезонска дозвола, мора во текот на неделата да дојдат и да си подигнат во тоа ќе се издава во просториите, во канцелариите на подружницата Шумско стопанство Осово Кочани. Ќе има задолжено лице, дали ќе идам јас или некој друг, не е битно. Значи, иако не се наплатува, дневната дозвола мора да се поседува на терен. Затоа што и ние, и ловниот инспектор мораме да имаме евиденција колку луѓе тој ден се излезени на лов. За да може некое лице да уплати, значи, за да може да подигне сезонска дозвола, мора да достави фотокопија од лична карта, фотокопија од положен ловечки испит и фотокопија од дозволата за поседување и носење на оружје. Со тие три документа си уплатува сезонска дозвола. Сезонски дозволи ќе почнеме да ги уплакиме, да ги издаваме негде од почетокот на септември. Ова секако најдено одобрување помеѓу ловците, бидејќи во изминатите години најголем дел од нив беа принудени да се зачленуваат во други ловни здруженија во обкружувањето и да ловат на непознати терени. Освен тоа ќе се стави ред во ловиштата, бидејќи во голема мера ќе се намали ловократството од страна на ловци кои не членуваа во ниту едно здружение.